Ново издание на спортска мрежа подкаст. Ватерполото во Македонија како ајде да речем спорт кој што моментално за жал овие години на пониско ниво тоа што било. Еве сега сме нели сведоци на натпора помеѓу овие млади надпреварувачи. Која е целта и што е целта и што уствари ќе видиме кога е во прашање ватерполото во иднина. Спомнавме во разговорот пред да го снимаме ова интервју дека ќе се формираат неколку нови клубови, ќе се формира лига. Сакаме нели ватерполото да се одвои како посебна федерација. Што може да очекуваме во следниот период кога прашање ватерполото како спорт во Македонија? Последната година дена ние многу работиме на оваа тема. Сакаме значи да ги развиеме клубовите во град Скопје и веќе активно 4 клуба работат во базенот во спортскиот центар Борис Трајковски. Еве денеска сме сведоци на еден надпревар кој што го играат најмладите категории на ватерполо клубовите Локомотива и Вардар 8. Ова се дечиња под 13 години. Ние имаме и поголеми дечиња кои што после за еден час и тие ќе играат помеѓу себе. Имаме веќе добар развој, имаме преку 100 дечиња што се занимаваат активно и редовно со ватерполо и редовно ги настапуваат на сите надпревари кои што ги организираме. Оваа година ќе се одржи првенство, летно и зимско првенство, каде што ќе настапат околу 5 екипи кои што веќе се најавуваат и сакаат да земат настап на ова првенство. Минатата година учествуваа 3 клуба, оваа година значи имаме веќе 5 клуба. Се надеваме дека во блиска иднина и ватерполо клубовите Струга и Охрид ќе направат дечиња и тие ќе се вклучат во овие наши државни првенства и надпреварувања. Инаку мора да напоменам дека ова е еден спорт кој што пред 15 години имаше многу добри, многу клубови, се играа лиги. Последниве години со затварањето на повеќето базени зимски во нашата држава малку замре. Но сега сме собрани луѓе ентузијасти, луѓе кои што пред тие 15 години бевме деца и игравме во активните клубови. Сега се вклучивме да работиме со млади категории и да го развиваме спортот за воиднина. Каков интересот за ватерполото пред целото овој најмлади? Има ли интерес од година во година, не само во Скопје, еве и во другите градови, кои што спомнавте дека и во Охрид и во Струга Кубаново е тука кој што има затворен базен. Да. Каков интересот во другите градови? Интересот е голем, дечињата и родителите кои ќе разберат, а и се повеќе и повеќе се пријавуваат да го тренираат овој спорт. Значи ние започнуваме со обука во пливање, понатаму учиме техника ватерполо, започнуваат да играат па стратегија нели тактика нормално. Се повеќе дечиња сакаат да играат овој спорт, ова е еден машки убав спорт, иако во другите држави имаме и женски екипи. Исто така сакам да напоменам дека сме во размислување веќе и во Скопје да направиме и женска екипа. Можеби нема да имаме повеќе екипи, но една екипа, бидејќи до 15 години овој спорт и во другите држави се игра мешано. Значи машки и девојчиња може да играат заедно, а над 15 години се одделуваат и се играат посебни лиги. Сакаме од наредната година веќе да учествуваме и на надпревари и на квалификации, значи да создадеме екипа репрезентација која што ќе се надпреварува и ќе се обидеме да се квалификуваме за европски и друг ранг на надпреварувања. А исто така сме во размислување таа репрезентација да настапи и во Јадранската лига. Тоа се бившите држави од Југославија, учествуваат екипи од Хрватска, Црна Гора, Србија, репрезентација на Словенија и ние како репрезентација, така се волни да не примат, значи од таа Јадранска лига. На тој начин да им дадеме на децата уште повеќе поттик да тренираат и да се борат за место во таа репрезентација. Се надевам дека во иднина ќе извадиме добри спортисти, бидејќи Македонија имала добри ватерполисти и тоа се надеваме дека во иднина пак ќе го повториме. Има ли интерес од другите градови за ватерполо пред целни градови кои што немаат да речем услови за отворени базенки, еве да речем од Тето, од гостите доаѓаат во Скопје, од Велес доаѓаат овде? Каков е интересот од оние градови и што да прават тие деца таму? Ете, ако некој дете доаѓа пример од Радовиш, а таму нема базен, нема услови, каков вие ќе се залагате тоа да се подобри во иднина, за цела да се подигне ватерполото? Така е, ние постојано се залагаме, државата, посебно Агенцијата за млади и спорт, и во последниве години се градат некои базени. Еве како што напоменавме, Струга веќе е отворен базенот и функционира. Куманово исто во Пофалан има одличен затворен базен, има опрема за ватерполо и пробуваме и таму да го развиеме.
Во Охрид се гради базен, некој мал застој има најверојатно, но се надеваме, еве апелирам и до сите институции да го направат своето, да го дадат можност, бидејќи Охрид и Струга се градови каде што имало првите ватерполо клубови се таму отворени. Исто така регионално ќе може да доаѓаат екипи, да се прават кампови, одлична надморска висина има и планираме во иднина да го развиеме тоа како спортски дел и спортски центар каде што ќе се ватерполото и регионално ќе се игра во тие градови. Се надевам дека и другите градови низ Македонија ќе го следат овој пример. Битола, Шти, поголемите градови, се надевам дека ќе има базени и дека ќе можеме да правиме. Па и помалите градови да се обидат преку локалната самоуправа, преку Агенција за млади и спорт, државата да им даде некоја помош. Во иднина се надевам, кога ќе се започнат преговорите со Европска унија, има многу фондови кои што би можеле да се искористат и мислам дека сите оние кои што ќе ја водат државата ќе имаат ова во предвид и ќе се потрудат да обезбедат финанси за да го развиваме спортот, бидејќи овој не само што е од спортски карактер, многу здрав спорт, многу од дечињата доаѓаат тука и се грижат за своето здравје и на овој начин можеби допринесува до здрава младина и здрава нација. Спомнавте за женска екипа, тоа значи дека интересот и кој девојчината за ватерполото е се поголем. За сега дали има некоја екипа која што е во женска категорија? Се уште немаме, но има интерес. Имаме девојчиња на 14-15 девојчиња кои што тренираат во ватерполо клубот Младост и во Локомотива и во Вардар 8. Последниве месец дена размислуваме, веќе има интерес од страна на родителите и од децата и сакаме тоа да го направиме. Значи се уште нема екипа оформена, не сме почнале, работиме уште на пливање и на техника, но се надевам дека во блиска иднина ќе започнат да играат и да настапат и тие и девојчињата. Што ќе има позначено во оваа година еве ватерполото кога ќе збориме за во Македонија, некои турнири, некои други позначени спортски настани? Оваа година ќе имаме летно и зимско државно првенство каде што ќе настапат најавени се 5 екипи дека ќе настапат, значи 4 Скопски и Куманово. Понатаму се надевам дека и Струга и Охрид ќе се приклучат, се дали оваа година ќе стигнат се уште не можам да потврдам. Во месец мај или јуни ватерполо клубот Вардар ќе организира еден меѓународен турнир, ќе дојдат неколку екипи во Скопје тука да изиграме, ќе учествуваме најверојатно 2 клуба од Скопје и другите ќе бидат гостински екипи од соседните држави. Исто така 13 ноември, тоа беше еден традиционален турнир кој што го одржуваше на времето ватерполо клубот Вардар. Сега ние како Локомотива аплициравме и добивме финанси и сме благодарни за тоа на општина Карпош и се надеваме и од градот Скопје, бидејќи чекаме апликациите да се разгледаат. И таму исто ќе дојдат околу 4 странски екипи, 2 скопски екипи, тоа ќе биде во месец ноември, 16 и 17 ноември. Ќе информираме јавноста за тоа. Ќе ни биде чест ако што повеќе граѓани дојдат да ги последат тие надпревари покрај родителите за да видат што работиме, како напредуваме, а и со тоа се надеваме дека ќе привлечеме уште нови дечиња и членови кои што ќе се занимаваат со овој спорт. Помагат ли државата, локалната самоуправа, општините, бизнис секторот и сите оние други надлежни институции со цел ватерполото да се подигне на повисоко ниво? Како ние напредуваме, така и тие се вклучуваат се повеќе. Имаме помош, оваа година се надеваме дека Агенцијата за млади и спорт ќе ни пружа некоја финансиска помош. Исто така локалната самоуправа, бидејќи овој базен е на територија на општина Карпош, спортскиот центар Борис Трајковски, општина Карпош ни помага и ќе продолжи да ни помага и моментално во програмата има одвоено средство за оваа година, значи за одржување на 13 ноемврискиот турнир. Исто така аплициравме во град Скопје и се надеваме дека тие ќе ни помогнат, што значи дека интересот и од страна на институциите е се поголем и тоа е добро. Исто така и фирмите, повеќето од фирмите кои што ни помагаат со скромни средства се луѓе кои што се поврзани, бивши играчи, родители на дечињата кои што се занимаваат со овој спорт, но е апелирам и до сите државни па и приватни фирми, институции кои што можат да допринесат и да ни помогнат на каков и да било начин, дали со опрема, дали со финанси, дали со некои термини, со што можат да дадат еден придонес за развој на овој убав спорт, да го наречам. Која е она најмала возраст со која што детето би можело да започне со ватерполото? Па ние ги започнуваме дечињата од 6 годишна, значи најмалите се 6 години, но започнуваме со пливање нормално, а веќе на 7 и 8 годинки започнуваме да ги учиме техника ватерполо и работа со топка. Што значи дека од 6 па нагоре примаме дечиња до 12-13 години
обично гледаме во тие годишта да се држиме за да можеме да ги направиме идни надпреварувачи да може да настапуваат на различни првенства. Има дечиња кои што одат и во странство да играат, настапуваат од наши, веќе имаме такви случаи, луѓе што се некои кои што се иселиле што играат во други лиги. Имаме и деца кои што настапуваат и во српската и во бугарската лига од Скопје моментално и се надеваме дека како се развиваме тука, се повеќе дечиња ќе можеме да испраќаме и надвор. Тоа е едно искуство кое што после се пренесува и тука и остануваат сите тие искуства за нас и за тренерите и за играчите. Потребно ли деца да поседуваат одредена опрема или сето тоа го добиваат од страна на самиот клуб? Што е како ватерполо играч, што е потребно ватерполо играч да поседува за да може да тренира да се надпреварува? Значи капчиња и купачи, тоа се основната опрема. Ние се обидуваме и родителите, фирмите ни набавуваат бањарка, опрема, капчињата обично што се за надпревари ги обезбедуваме ние. Тоа се екипни, нели, 2 комплета капчиња, но за тренинг на превари самите си обезбедуваат, значи купачи, наочари и капче за пливање или ватерполо. Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.